Господин Јорго, кога сме околу криминалот, неодамна не избега уште еден човек. До кога вака дали ќе има крај екс-директорот на Државна лотарија на Македонија, господинот Бајрами, побегна. Иако се уште морам да спомнам дека не е докажан криминал, но има кривична пријава. Човекот ни побегна повторно. Се терети за 24 милиони денари проневера. Сакате да кажете стално ни бегаат. Тие не ни бегаат. Па ни стана навика. Па не е тоа точно дека бегаат. Тие не бегаат. Нашите, значи власти, ги пуштаат да избегаат, да заминат. Како ќе избега некој кога, пример, МВР и оди испитува некој случај? И знае, има податоци и факти дека некој кој да бил, примерот со Артан Груби, со Васко Ковачевски, примерот со, можам да спомнам и Сашо Мијалков, на место да види по затвори, тој ќе се шета во Монако. Кој нив ги пушта? Судовите. Судовите знаеме дека се екстремно криминализирани. Јавното обвинителство, одредена група на јавни обвинители се екстремно тешки. Дали може би имате надеж дека би се вратиле овие луѓе, би ги вратиле ние не? Само да докажам мојата мисла, значи тие се извинувам јас, значи екстремно се криминализирани. На кај нас, значи во политиката, на врвот, во владата, во собрание, по општините, градоначалници, советници, полиција, судство, све е тоа криминализирано. Чест на исклучоци. Но тие не може да просперираат затоа што премногу има криминал. Овој криминал не е креиран сега, овој криминал се креира, се развива и станува помоќен во последните 34 години. Благодарение на сите политички субјекти и политичари кои што беа на власт. Така да јасно да му биде на публиката, поточно на народа, на граѓаните. Овие сите се пуштени да заминат, како случај што беше и со премиерот Груевски. Во гепек избега глупости кажуваат. Све е тоа да говорам. Немате надеж дека некој би се вратил, или ние би го вратиле? Јас не се надевам тие да се вратат и зошто ни се да се вратат. Треба ние како држава да си ги донесеме. Не милом, силом. Има методи како да се донесат. Еве еден пример ќе кажам, ако имаш негде добиено азил, што значи тоа? Азил си добил и никој не те чепка. Ма некој што ти направил големо злосторство, што ти уништил држава, што ти уништил народ, па тој ќе го вратам со сила, па што сака нека биде. Значи ние изигруваме држава, фактички знаете што нашата држава е криминална држава, јас го кажувам тоа. Не можеш кога ти политичарите, повеќето политичари се криминалци. Нон-стоп крадат, нон-стоп не лажат, нон-стоп спроведуваат криминални избори, пример. Кога тие спроведуваат криминални избори, кога криминалци спроведуваат, бидејќи ние имаме криминален изборен законник, па што добиваме тоаш на власт? Криминалци не смееме да дозволиме ни избегале, не ги пуштија. Сега, бидејќи ни СДС, ни ДПМ, ни ДУИ, ни ЗНАМ, ни ВЛЕН, ни едно од овие партии и други некои партии што претендираат и мислат се големи македонски или воопшто какви да се албански, турски и не знам што патриоти, тие се чисто преваранти. Излегуваат на политичката сцена, да дојдат на власт, да седнат на фотелјата и после што викат србите даш што даш, ајде земи, кради, пустоши. Македонија му треба честни луѓе. На Македонија му треба професионалци. На Македонија му треба луѓе кои што имаат храброст, кои што знаат и ќе креираат функционална и правна држава. На Македонија не им се потребни криминалци.